Американскиот Ерли Бурк исплови од Норфолк, Вирџинија. Тој, како што соопшти Пентагон, е дел од групата која е предводена од американскиот носач на авиони Хари Труман на пат за Блискиот Исток и Европа. Според некои наводи, тие би требало да пристигнат на нивните дестинации во почетокот на идниот месец. Предходно, американскиот председател Доналд Трамп ја предупреди Русија на директна воена акција во Сирија поради наводниот напад со отровни гасови. Неговите коментари предизвика страф од директен конфликт околу Сирија за прв пат меѓу двете светски сили, што ги поддржуваат спротивставените страни во 7-годишната граѓанска војна, што ја влоши нестабилноста на Блискиот Исток. Русија вети дека ќе ги собори сите ракети истрелани врз Сирија. Подготвени сме, Русио, бидејќи ќе дојдат убави, нови и паметни ракети, напиша Трамп на Твитер. Белата куќа соопшти дека председателот Трамп не поставил временска рамка за акцијата и покрај неговата забелешка на Твитер. Портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс рече дека Трамп имал неколку опции, не само воени. Again, the president has not laid out a timetable and still leaving a number of other options on the table, and we're still considering a number of those, and a final decision on that front hasn't been made. Сандерс додаде дека Трамп смета од и Русија и Сирија се одговорни за хемискиот напад и негираше дека неговите коментари на Твитер создале било каков проблем. Заменик шефот на главната оперативна команда на рускиот генерал штаб, рускиот генерал полковник Виктор Поднехир, реагирајќи на предупредувањата на Трамп за непосредна воена акција во Сирија, изјави: Вместо того, чтобы заявлять о готовности нанесения ракетных ударов по Сирии, Соединенным Штатам Америки следовало бы заняться восстановлением разрушенного города и оказать всестороннюю помощь бедственному населению. Тој додаде дека руската војска внимателно ја следи ситуацијата околу Сирија и оти била свесна за движењата на американската воена морнарица кон заливот.